Почитувам колега Минов. Јас најнапред одма ќе спомнам, бидејќи, како што сватив од вашата реплика, кај вас има расположение да се поддржи ваквата иницијатива за енергетско ефикасни фасади, па јас предлагам, еве доколку се сложувате и вие, да го видоизмениме амандманот и истиот нема проблем да го поддржите, секако би се сложило. Поубаво нешто да имаме за општините и да започнеме од негде, отколку да останеме на една символична нула. Ми го спомнавте регионалниот развој и во еден дел на вистина додека зборувавте се почувствував дека ме критикувате зашто јас не сум за регионален развој. Со самото поднесување на овој конкретен амандман и бидејќи тој е за кисела вода. Јас би ви кажала, бидејќи вие спомнавте со такви зборови, па се јас истите ќе ви вратам, респект за регионалниот развој треба да има Зоран Заев, почитуван колега. Бидејќи тој ви е премиер и регионалниот развој тргнува од владата, од извршната власт. Не тргнува од овде што ние сакаме да поправиме и да закрпиме нешто што било ветено пред 4 години, не е реализирано. Ние сега зашто сакаме да помогнеме, не критикувате дека не сме за регионален развој. Спомнавте, богата е општина Кисела Вода. Да ви кажам јас колку е богата општина Кисела Вода. Знаете дека во општина Кисела Вода за буџетот во 2020 година има дефицит од скоро 1.200.000 евра, дека даночните приходи во буџетот во Кисела Вода се планираат на таков начин како што се планираат со државниот буџет на нереална основа, неданочните приходи исто така се планираат како во државниот буџет на нереална основа, каде се планираат многу големи средства, а во реалност не се реализираат. И што се случува? Одиме во минус. Што се случува? Имаме потреба од барање на средства од заеми и на крајот да спомнуваме дека барем за државниот буџет дека имаме буџетски дефицит или буџетска дупка од 753 милиони евра. Кисела Вода е општина каква што е. Таа може да биде многу подобра општина, но доколку ја раководи некој друг. И верувам дека таква промена ќе има во скоро време за оваа општина, бидејќи ветеното таму што беше воопшто не е реализирано. И како вие што би ми рекле, се извинувам, не е да не држе и тоа многу држе. Држи говорот кој што го кажував. Значи, се сложувам дека и верувам и вие треба да се сложите. Кога станува збор за енергетско ефикасни фасади, да, станува збор на таков начин за заштита на животната средина, бидејќи со помалото користење на електрична енергија, со заштедата на електрична енергија која кај нас во државава, знаете, поскапува, со заштедата на електричната енергија и плюс, замислете да имаме производство од обновливи извори, ама тоа тешко дека ќе го замислиме со оваа власт, бидејќи намерно ви го кажав примерот со ТЕЦ Осломеј. Оваа власт, она што го планира и што го прави, е како да се збогати лично, а не како да се подобрат условите за живот на граѓаните на Република Македонија. И на крај многу сакам да завршам со Петре Шилегов, бидејќи град Скопје го спомнавте, меѓу кои сите можни работи ги спомнавте, ама оној паркон за диносауруси не го спомнавте. И не спомнавте оној паркон насред плоштад што му се исуши, ама јас многу сакам да почнам со една работа за Петре Шилегов.
Тој градоначалник својот мандат го почна со 100 денари ваучери за луѓе што биле пијани по кафана. А го завршува со заем од 70 милиони евра, кои ќе го враќаат заем сите граѓани на Република Македонија. Тогаш требаше за регионален развој да спомнувате малце повеќе. Кога го баравме тој заем, тоест кога го баравте тој заем од 70 милиони евра за брз автобуски превоз. И знаете што? Во тој брз автобуски превоз граѓаните на Драчево и регионот се заборавени. Затоа што ние на 9 километри од центарот на градот немаме пат како што треба и сега нема да имаме брз автобуски превоз. Ви благодарам.